Добар ден. Како што се стоплува времето, мислите се повеќе ни патуваат кон морето, каде популарно превозно средство се катамараните, па дури и оние кои ни доаѓаат од Полска. Иако на многу економии Кина е трн во око, таа веќе превзема чекори за светска доминација во производството на возила. Една од можните солуции е во иднината да не се поседуваат возила, туку да се изнајмуваат. Mazda CX-5 за потребите на документарецот неколку пати го помина замрзнатото Бајкалско езеро, а во Скопје Opel направи презентација на своите спортско корисни возила. За прв пат во историјата на Opel презентери беа автомобилските новинари. Со ова ја стартуваме нашата 30-та премиера во 22-та сезона, а за крај го подготвивме тестот на Lexus RX 450H. Во кросовер арената владее се пожестока конкуренција. Opel за среќа има тројца рицари кои ја бранат неговата чест. Германскиот производител ги промовираше во Скопје на оригинален начин, со помош на автомобилските новинари. Поздравувајќи ги присутните, директорот на Opel за регионот Драган Ненадовиќ рече дека со новите кросовери сериозно влегуваат во најбрзо растечкиот сегмент. Неговите очекувања се дека тие брзо ќе станат најдобро продавани модели на марката, на која како нов член на француското PSA семејство и се отвараат нови досега недостапни пазарни перспективи. Слични, а сепак различни. Заеднички карактеристики на спортско-корисните возила на Opel им се привлечниот дизајн и младешкиот дух со кои располагаат. Модерните технологии ќе го прават престојот во нив поудобен и побезбеден. Покрај за джепот на возачите, современите мотори се грижат и за природата која со овие возила е лесно достапна. Сите ја имаат буквата X во ознаката, но само малата мока има погон на 4 тркала. Освојувајќи повеќе од 750.000 купувачи досега, овој модел е вистински успех за Opel. Своевремено го означи почетокот на новиот развоен пат на марката, по кој сега продолжуваат и Crossland и Grandland. Нивните мешани гени ги прават посебно интересни за возачите на кои ваквите возила досега не им беа многу привлечни. Самоуверените мускулести линии ја истакнуваат атрактивноста на нивните каросерии, кои се одликуваат со сестрена практичност. Динамичноста што ја обезбедуваат докажаните агрегати од француското потекло, кај поголемиот модел е дополнета со опционалниот грип контрол систем со 5 режими на возење. Ова не е се, но е доволно во Opel да веруваат дека новите кросовери ќе си го обезбедат заслуженото место кај љубителите на марката. Треба да им благодариме на дигиталните технологии што ни овозможуваат фантазијата да стане реалност, а реалноста уживање во животот. Тие одамна се насекаде околу нас, но не и на начин како што тоа го направи Audi. Имено инженерите на марката не сакаат да се помират концептот e-tron Vision Gran Turismo да остане да живее само во виртуелниот свет. Иницијално креиран за истоимената видеоигра на PlayStation 4, тие го ангажираа сиот свој потенцијал. Користејќи дел од компонентите позајмени од идниот Audi e-tron, направија вистински и целосно функционален автомобил. Воскитувачки со својата појава, овој прототип располага со 3 електромотори, 2 на задните и 1 на предните тркала. Вкупната моќност од 815 конски сили ќе го забрза до 100 км на час за само 2,5 секунди. Малата тежина од 1450 кг ќе го однесе до максимални 250 км на час. Незиниот идеален 50 спрема 50 распоред треба да му обезбеди ултимативни возни својства кои за жал ќе останат неискористени. Иако ветувачки, овој електричен болид ќе служи само како тркачко такси возило. Неговата намена е да ги разнесува официјалните лица и гостите на надпреварите на Формула Е. Но кој знае, можеби емоциите што ќе ги разгори ќе го предизвикаат Ауди уште еднаш да ја преиспита неговата иднина.
Во Мазда го поздравија доаѓањето на пролета со зимска бајка, преминувајќи со CX-5 преку замрзнатото Бајкалско езеро. За овој потфат, направен заради снимање на документарен филм за најголемото и најстарото езеро во светот, на вистина требаше храброст. Според екипата, пукањето на мразот по тркалата на возилото се слушало константно. Сценариото предвидувало и застанување среде езерото, каде длабочината е преку 1600 метри. Домакините велат дека место за паника немало, бидејќи Бајкалското езеро е најмалку замрзнато 6 месеци во годината, се до почетокот на јуни. Сепак, самиот факт дека од еден до друг брег се возело 72 километри и тоа 4 пати, делува вознемирувачки. Најголемата награда што ќе ја добијат за тоа е можноста светот да ги види снежните убавини на Сибирското море, како што уште го нарекуваат ова езеро. Од Полска ни пристигнува интересен предлог за летово. Компанијата Sunreef Yachts го представи својот најмал модел. Овој катамаран со должина од 13 метри има уникатно отворена конструкција. Телото од композитни материјали е природно избалансирано и му дава екстремна стабилност. Опремен е со 2 Mercury мотори со дури 1720 конски сили, кои ќе го потераат до неверојатни 111 км на час. Ваквите брзини се овозможени со иновативни подводни крила, кои го подигнуваат над површината на водата. Целата палуба, која се проширува со преклопливите платформи, е направена за максимално уживање во сонцето и морето. Уредувањето на централниот простор е флексибилно во зависност од моменталните желби. Овој дел може да се претвори и во удобна кабина, а внатрешноста на трупот да се опреми со бања, спална соба или помошна просторија. Најсовремената навигацијска опрема се подразбира, а опциите за прилагодување се неограничени. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застанува. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите. Едноставно до нов автомобил со Шпарка се лизинг. Text Eva. I miss you. Send. She called me up late last night. Ви ја представуваме целосно новата Ford Fiesta.
ќе дете или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно или да експериментираш со себе, без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Современите трендови што ги предводат новите генерации буквално ја свртеа наглава автоиндустријата. Така, например, повеќе не е важно кој автомобил колку конјски сили има, туку со какви конективни можности располага. Затоа и не треба да изненадува што еден од концептите за моторизацијата во иднината е идејата да не ги поседуваме автомобилите, туку ќе се претплатуваме за нивно користење, нешто како што во недвижностите се нарекува таймшеринг. Современите трендови што ги предводат новите генерации млади луѓе буквално ја свртеа на глава автоиндустријата. Така, например, повеќе не е важно кој автомобил колку конјски сили има, туку со какви конективни можности располага. Затоа и не треба да изненадува што во иднина нема да ги поседуваме автомобилите, туку ќе се претплатуваме на нив. Прв ваква можност најави Volvo, пошто следеше одговорот на германците. Мерцедес во неколку града во Соединетите Американски држави веќе започна со тестирање на оваа идеја. Незиниот концепт е едноставен. Купувачот во овој случај претплатник бира автомобил од понудените и за него плаќа одредена месечна сума. Договорот на користење има трајност од 12 или 24 месеци и ги опфаќа сите трошоци, од осигурување преку сервис до помош на патот. По истекот на договорот автомобилот може да се врати и да се земе друг. Porsche и BMW пак ја проширија оваа услуга со заедничко делење на автомобилите. Оформени се пакети со 3-4 разни модели кои се користат по желба. Таков еден пакет кој ги вклучува помокните изведби на 911 Panamera и Macan чини нешто на $3000 месечно. Корисникот може да бира што сака и да го вози колку сака, под услов да не помине повеќе од 3200 км месечно. Доколку побара друг модел од пакетот, ќе му биде доставен за неколку часа. Како и кај Мерцедес, сето ова засега е во експериментална фаза и е ограничено само на одредени градови. Додека се чека на реакциите од кои ќе зависи нејзината иднина, оваа идеја наидува на интереси кај останатите автомобилски производители. Разбирливо и зошто, иако на прв поглед изгледа неисплатлив за нив, со овој начин на работење тие ја елиминираат класичната продажна мрежа, што ќе им донесе поголеми заштеди. На повидок е целосно менување на светската автомобилска мапа. Кинеските власти одлучија да ги укинат административните пречки и целосно да ја отворат својата автомобилска индустрија за странскиот капитал. Имено, сега секој странски производител на автомобили може да работи во земјата само преку заедничко 50-50 вложување со некоја домашна компанија. Во пракса, тоа значи дека странците даваат пари и памет, кинезите фабрички хали и машини, а профитот се дели на половина. Нормално, тоа на меѓународните корпорации воопшто не им се допаѓа. Плюс на тоа, постои и ограничување секоја странска компанија да има најмногу двајца кинески партнери. Со новите правила се укинуваат овие ограничувања, така што секој ќе може да основа своји представништва во 100% на собственост. На тој начин кинеската автомобилска индустрија ќе го трансформира своето работење од квантитет во квалитет, создавајќи одлична стартна позиција за извоз на таму произведените возила широм светот. Своји компании во Кина уште годинава ќе можат да отворат производителите на електрични автомобили. Во 2020-та ќе следат производителите на комерцијални возила, а 2 години потоа сегашните ограничувања ќе престанат да важат за сите.
Идејата за автономни возила разви еден куп технологии со цел да се олесни животот на оние кои поминуваат многу време во автомобилите. Иако се уште има многу проблеми и неопходни се уште многу чекори за потполно автономно движење на возилата, тоа не ги обесхрабрува развојните инженери. За прв пат во фаза на тестирање влегоа минибуси под диригентската палка на француската компанија Navia, која во оптек пушти автономни минибуси во 4 европски држави. Иднината дефинитивно им припаѓа на автономните возила и еден ден тие ќе станат наша реалност. Прашање е кога, уште поголемо како да се стигне до таму. За разлика од интензивните тестирања што ги спроведуваат американците, во Европа се оди полека и предпазливо. Една од повеќето компании кои веќе ги имаат развиено автономните технологии е и француската Navia. 50 нивни електрични минибуси без возач се обраќаат низ повеќе градови во Франција, Германија, Швајцарија и Австрија. Долги се нешто помалку од 5 метри и имаат капацитет за 11 патници. Дизајнот им е благо футуристички, а конструкцијата иновативна. Управувањето на сите тркала им овозможува лесно маневрирање, а максималната брзина им е ограничена на безопасни 20 км на час. Батериите ги задвишуваат 9 часа, а времето за нивното полнење изнесува половина од тоа. Имаат можност за комуникација со патниците и околината, а во оваа фаза превозот со нив е бесплатен. Во Navia се оптимисти за нивната иднина и верувајќи во својата работа веќе ја имаат проширено и на другите континенти. Луѓето сепак се скептични, според истражувањата 2/3 се плашат од автономните технологии. Очигледно е дека на ваквите возила им престои долг пат до секојдневието, што тие нема да можат да го поминат сами. Први април не е така далеку зад нас, но оваа вест воопшто не е првоаприлска. Напротив, многу е сериозна, бидејќи во неа се зборува за моторцикл од $1.000.000. Да, добро слушнавте, тоа е сумата што треба да се издвои за ова парче врвна техника на две тркала. Одговорот на прашањето што го прави толку посебен е дека е последната креација на легендарниот мотодизајнер Massimo Tamburini. За оние што не го знаат, доволно е да се каже дека тој е креатор на бројни моторцикли како што се Ducati 916 или MV Agusta F4, а заслужен е и за постоењето на Bimota. Овој проект, наречен T12, тој го има започнато година дена пред неговата прерана смрт во 2013-та. Во чест на славниот татко, неговиот син Андреа реши да ги комплетира работите на овој екстремен моторцикл. Му требаше долго време, но Тамбурини T12 конечно е готов да се справи со невозможното, да освои 12 купувачи подготвени да ја платат наведената цена. Со ништо не може да се споредува со другите моторцикли и наменете само за тркачката патека, ниту еден примерок нема да биде хомологиран за редовен сообраќај. Освен милионската сума за него се знае уште дека е тежок 154 кг и дека има агрегат со 230 конски сили. Другите детали ќе останат ексклузивитет за повластените почитувачи на животното дело на Massimo Tamburini. Јапонските возила се познати по својот квалитет. Во последните години тие се истакнуваат со својот дизајн.
Таков е примерот на Lexus, чии возила со прагматичен изглед стануваат атрактивни дури и за европските купувачи. Новата генерација на RX 450H не донесува темелни дизајнерски промени. Покрај зголемените димензии задржан е емотивниот изглед на каросеријата, која во нејзината внатрешност делува како да е произведена во халите на британските премиум марки. Кога се вози луксузен автомобил, сите сетила се наострен, затоа што во внатрешноста, но и технологијата кои ја нудат премиум автомобилите, има нешто што го плени возачот. Мене подолго време ме плени концептот, но и изведбата на Lexus RX 450 хибрид. Хибридната технологија во Lexus е одомаќена уште одамна. Тој е предводник на оваа технологија и на нејзиното имплементирање со цел да се развие економичноста, но и да се запази екологијата. Така да Lexus на најдобар начин покажува како треба еден луксузен и премиум автомобил, односно спортско корисно возило, да се однесува по прашањето на манирите на изработката, но и моторизацијата. Она што мене многу ми се допаѓа кај Lexus, тоа е што има храбар надворешен дизајн. Дизајн кој не наликува на типично јапонско возило, туку на возило кое е наменето за целиот свет. Исто така и внатрешноста е извонредно опремена. Јас ја возам изведбата Президент, а таа изобилува со дополнителна опрема и се разбира, листата на безбедносни системи е долга. Мислам дека е контрапродуктивно да ги набројуваме сите, но треба да се знае дека во внатрешноста на RX 450H вметнати се сите неопходни системи за безбедност, но и за луксус. Возењето по скопските улици се одликува со мала брзина на движење, а тоа е сосема погодно за хибридниот систем, односно за работата на електромоторите кои се на задната оска. Тогаш движењето е потполно бешумно и возачот може да ужива во овие позитивни карактеристики на возилото. Тоа се одразува на економичноста. Мојата просечна потрошувачка забележана во градски, но и вонградски услови изнесува 9,1 литар, што е извонредно доколку се земе во предвид дека имаме поткаубата V6 мотор од 3,5 литри. Подпомагањето на електромоторите и батеријата се покажува како одлична комбинација. RX 450H има многу повеќе позитивни отколку негативни карактеристики. Она што не ми се допаѓа во внатрешноста е копчињата за манипулација на прозорците или пак за грејење на седиштата, бидејќи тие се истите како што може да ги видите во било кој модел на Toyota. Но она што е многу добро е што целиот амбиент е извонредно направен. Се чувствувате како да се наоѓате во луксузен британски автомобил. Кожата и сите материјали употребени во внатрешноста се извонредни, а удобството треба секој да го осети, бидејќи
ова е спортско корисно возило наменето на луксузот и уживањето во возењето. Неговите конкуренти се Audi Q7, BMW X5 и да не набројувам понатаму. RX изостанува во возните својства зад овие модели, но затоа што е концепиран да биде возило за уживање во возењето. Како што реков, ова спортско корисно возило е направено да уживате во него, па затоа се занемарени, односно ставени во втор план на неговите динамички својства. Дури и ако го ставите во модусот на возење, динамично возење, вие нема да почувствувате поголеми промени. Пред се, ќе почувствувате поголема бука од варијабилниот менувач и таа бука се регистрира се додека ја притискате педалата за забрзување. Преку воланот, односно управувањето, може да забележите дека RX е повторно направен за уживање, бидејќи управувањето е прецизно, но бара од возачот да многу го врти управувачкото тркало за да ги следи саканите линии. Тоа не значи дека RX не е стабилен, тој не се навалува многу во свиоци, но сепак апострофот е ставен на удобноста, а не на динамичноста. Кога се вози еден ваков склоп на хибридна технологија, тогаш императив е штедливоста, а не динамичните својства. Затоа можете целосно да уживате во возењето, да се препуштите на уживањето за да управувачот, а не макотрпната работа за исправањето и пеглањето на свиоците. И на крај доаѓаме до цената. Таа во нивото на опременост Президент, кој е највисоко ниво на опременост, изнесува 84.000 евра. Може би тоа изгледа многу, но ако се вратиме на директните конкуренти на RX 450H, ќе видиме дека RX е поевтин за околу 16 до 20.000 евра од Audi Q7 и од BMW X5 и да кажам слободно може да се спореди со Range Rover Sport. Со купувањето на Lexus RX 450H добивате многу опрема, огромно задоволство во престојот на кабината, прецизна и богата изработка, како и опременост. Прашањето е дали сте само подготвени за концептот на хибридно возило. V6 моторот од 3.500 кубни сантиметри дава задоволство и на динамично возење, но сепак ќе напоменам дека кога возите хибридно возило, вие се надпреварувате сам со себе да бидете што поекономичен и што поудобно да го заокружите патувањето, а не да лудувате низ свиоци. Се разбира дека со RX4 можете и тоа да го направите, но сепак вашата удобност ќе биде нарушена поради големата бучавост која во услови на форсирање го прави цевете менувачот. Сепак, мој избор, доколку би имал толку пари, би бил RX 450H, бидејќи ова возило е перфектен склоп на економичност, екологија, но и луксус. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви посакувам убава работна недела и се среќаваме за 7 дена на истото место, истата фреквенција, но со нови теми од сферата на автомобилизмот. До гледање.